Академик кој во Ману раководи со новата стратегија за развој на државата, универзитетски професор, ректор на Штуловиот универзитет, поранешен екс-партиски лидер, менаџер во реалната економија. Мој соговорник во наредните минути ќе биде академик Абдулменав Беџети. Господине Беџети, првична ваша оценка, Брисел не даде зелено светло за продолжување и отворање на следното поглавје со Европската Унија. Неспроведувањето на уставните промени остануваат главна кочница на македонскиот пат кон Брисел. Ја испуштивме ли шансата, големата шанса, поради натрепартиски интереси и надгревање или подгревање на национал-патриотската карта? Па, нажалост, да. Мислам дека ова беше одлична прилика по создадената добра клима цело време, речиси една година постојано во пакет за да се почнат преговорите, да се отвараат поглавјата поради, како што знаете и како што сами подвлековте, разни дневно-политички причини да биде на некој начин испуштена и оваа година, која што е многу значајна, поготово кога ова беше многу потребно после непосредните 2-3 кризи кои што ги уочивме, почнувајќи од ковидот, па потоа со војната во Украина, потоа дојде енергетска криза, па инфлациона криза, па криза на растурање на зинџирот на набавки и сето тоа кумулативно на крај да заврши неуспешно во однос на отварање на процесот на преговори со Европска Унија поради причина која што најверојатно по 6 месеци, по една година таа ќе биде надмината. Но секако ние испуштивме една златна година, би рекол, како потреба, а поготово ако Албанија продолжува и да заостануваме тука, која што ние сме во тој дел со најголем стаж, со кандидатски статус од најдолг рок после Турција. Веројатно никако да ни се насмене среќата, но ќе останем уште малце на тема Европска Унија, добрососедски односи. Денове можев да забележам заеднички став, еден до друг застанати двајцата лути политички противници во Бугарија, Борисов и Кирил Петков. Иако имаат диаметрално спротивставени позиции за многу прашања и теми во Бугарија, сепак знаат да изнајдат заеднички јазик. Зошто кај нас, кај нашите водства, партиски, не може да се надмина тој поларитет и суета? Па, знаете, таа е израз на политичка култура и тоа на некој начин создадени политичко поднебје такво, политизирано, кај што во немање понуда соодветна програма на гласачите сме ги тренирале, условно кажано, гласачите да се такмичуваат на основа на две групации, на патриоти и на издајници. 30 години ние вршиме такмичење по тој основ. Кој е поголем патриот, а кој е поголем издајник или вајс верса. И сега имате и проблем вие као лидерство, ако така сте ја брифирале, тренирале, структурирале политичката култура кај вашето политичко гласачко тело, не можете тоа брзо да го менувате и затоа продолжувате да му нудите тоа политички мени. Критичарите велат во однос на буџетот за идната година, критичарите велат дека 5,5 милиарди евра е буџет кој е надвор од реалните потенцијали на македонската економија. Сега прашањето е дали станува збор за мегаломански буџет, реален или за обид за предизборен подкуп? Мислам дека и самите критичари на буџетот знаат дека тоа не е мегаломанен, дека не е преголем буџет, затоа што треба да видите колкава е зголемувањето на буџетот. И по тој основ не е битно апсолутната бројка. Треба да видиме дека да, 5,5 милиарди евра буџет е расходната страна, малку помалку од 5 милиарди е приходната страна,
Но која сакате страна да успоредиме во однос на релативното учество на буџетот во бруто домашниот производ, приходната страна е некаде околу 30%, а расходната страна е околу 34-35% од бруто домашен производ. Што после Косово е најниско ниво од земјите на Западен Балкан. Така се мери дали буџетот е голем или не. Во однос, релативен однос во бруто домашен производ, колку учествува. Втор аргумент дека буџетот не е мегаломански и растот не е вештачки е причината што приходната страна расте со околу 10% предвидувањата, а расходната страна со точно 5,8%. Што значи пак равенката води кон буџетска консолидација, односно фискална консолидација. И трето, конечно, златните правила се задржани согласно законот. Тоа што ви го спомнав. Има две златни правила кои што веќе прва година се применуваат од оваа 24-та година, тоест да не биде јавниот долг повисоко од 60% и да не биде дефицитот, буџетскиот дефицит, значи консолидираниот, зборам за вкупниот консолидиран фискален дефицит, да не биде повисоко од 3%. Меѓутоа, ММФ сугерира значително да се намалат социјалните субвенции, а од друга страна со зголемувањето на платите на функционерите се отвори Пандорината кутија, па се соочуваме со ситуација лекарите да бараат зголемување на платите, пензионерите да бараат зголемување на пензиите. Можеме ли со ваква кондиција финансиска, со ваква стапка на задолженост моментална, 2024 да издржиме, например, зголемување на пензиите од 5000 денари на кои инсистираат пензионерите? Ајде одиме со ред. Прво, факт е дека ММФ забележува во делот на некои социјални субвенционирања, кога се работи за моментални субвенционирања, за краткорочни субвенционирања, за несистемски субвенционирања, и тоа е факт. И тоа така и во право, дека забележуваат во смисла еднократна поддршка. Но ММФ не забележува во делот на системските решенија од типот на нивелизација на плати, индексирање ние ги велиме, и нивелизација и индексирање на пензиите. Бидејќи тоа се системски решенја. Друго е решењето дека ние влегуваме во една спирала на зголемување на плати и на сите овие аспекти од типот на плати за јавна администрација, како еднократно зголемување и одеднаш зголемување на пензиите, кои што се прават освен нивелизацијата и како такви се неодржливи. Меѓутоа, мора да признаваме дека во делот на платите ние неминовно тоа да го правиме, затоа што почнаат дефинитивно да напуштаат вработувањето многу способни и млади луѓе. Затоа платите денеска во буџетската расходна ставка се предвидени околу 40% во маса поголемо од тоа пред 3-4 години. Ама па затоа е задржано и можноста да бидат поефикасни во делот на дејствување. Не е проблемот до висината на платите. Проблемот е до ниската продуктивност на вработените во јавната администрација. Проблемот е во уравниловка. Значи, како се делаат и како се распоредуваат платите, мора да биде модел на перформирање. Не можете вие подеднакво да исплатувате плати на две различити институции врз основа на платен разред само. Вие мора да внесувате компоненти на перформирање. И перформансите се мераат со индикатори. Така да сега пензискиот фонд во овој момент дури ево психолошка гранична, би рекол, лимит, кај што се предвидува дури да надмине 50% субвенционирање од владиниот буџет, односно од државниот буџет. Фондот за пензиско инвалидско осигурување ќе надмине 50% субвенционирање од државниот буџет и ова е на среден и долг рок уште полошо во делот на пензискиот фонд, а истовремено и на фондот за здравство слично. Академик Беџети,
проценките или проекциите на владините министри кои ги водат ресорите економија, финансии се дека идната година инфлацијата ќе биде подносливи, ќе се движи помеѓу 3 и 4 насто. Дали во година која ќе биде изборна, ќе имаме двојни избори, председателски и парламентарни, нивните проекции се реални и колку држи вода тезата дека 2024 ќе биде година на економско заздравување? Прво, економската стапка на раст во 2024 е предвидена од страна на Министерството 3,4%. Значи, по моје мислење, тоа и не е некое заздравување. Малку по-конзервативно предвидува Народна банка, Централната банка. Светска банка е најконзервативна во предвидувањето. Тие предвидуваат околу 2,6% за нас раст. ММФ е околу 3%, на исто ниво како и Централна банка, но како и да е, тоа е ниска стапка на раст. Во услови на потребната доходовна конвергенција на нашата економија со Европската Унија. Знаете, во тој дел потврлуваме многу. Анализите последни, економетриски, што ги правиме, колку сме конвергентни доходовно, споредбено со Европска Унија, покажува дека со стапка од 3,5%, кој што го предвидуваме сега растот, нас ни треба цели 48 години да стигнеме до просекот на Европска Унија да бидеме конвергентни. Затоа овие стапки се прилично ниски. Од друга страна пак, ако гледаме инфлацијата, не дека само ние предвидуваме смирување на инфлацијата. Сите релевантни меѓународни финансиски институции предвидуваат до година значително смирување на инфлацијата и сегашниот пресек тоа го покажува. Ние во ноември, а имавме во однос на една година под тоа, од околу 19% на 3,67%. Значи, ние веќе идната година предвидуваме инфлацијата од 3,6%. Според тоа што внимателно ве слушам, очекувате економска стабилизација во текот на идната година, без разлика што влегуваме во изборен процес, кога генерално институциите не се во полна кондиција. Во делот на институциите ние сме со значителен слаб институционален капацитет редовно. И ние сме станале, да речам, отпорни во тој дел, на жалост. Сме се навикнале во нефункционирање на институциите или, како велеше еден од поранешните политичари, шашава, ама функционира. Така да не мислам дека во тој дел ќе има некој проблем. Дури изборните години се години кои што на некој начин потикнуваат некоја активност. Бидејќи кај нас факторот потрошувачка е многу важен. Ако корупцијата ни е ендемска појава, како од јавните набавки и буџетот да се тргнат лепливите раце на министрите, директорите и останатите функционери? Како е возможно корупцијата денес да е во фокусот како главен проблем во време на оваа владеачка гарнитура, а ако претходно направиме паралела дека во времето на ВМРО ДПМН важевме за заробена држава. Сега корупцијата ни јаде институциите. Па зависи кој е приоритетот во тој дел кога гледаме што е полошо, бидејќи дното никогаш не е конечно. Сакате да кажете дека може уште полошо да биде? Па, еве, ние гледаме, наместо во едно време имавме ем заробена политички државата, ем економски, финансиски, тотално заробена. И ништо не функционираше по тоа. Сега велиме само корупцијски тој дел, бареме политички има некоја слобода, дури и мало превише. Од тоа, меѓутоа, и едното и другото е многу лошо. Како тоа да се справуваат со вакво судство, со вакви институции, не очекувам дека нешто ќе има навистина некој позитивен резултат. Многу едноставна е формулата. Честни луѓе треба да ги имате врвни, и вие добро велите, и министри, и директори, и се. Значи, не се тамо само една структура, тоа е многу широка лепеза на луѓе кои што се со преференции да придобиваат од корупција. Знаете, изместени се целосни вредностните системи во општеството. И ова е многу лошо. Денеска е наивен,
да не речам, неспособен, тој што не е корумпиран. Што апсолутно е спротивно на систем на вредности во Западот. Дури други земји кои што беа многу по, да речам, лошо поставени визави корупција почна да функционира. Гледате што се случува Албанија. И ние имавме специјално обвинителство. Нивното специјално обвинителство веќе има 4-5 министри, 2-3 градоначалници, неколку директори на предпријатија веќе се во притвор тамо. Веќе се со конфискиран имот во Албанија. И тоа од владеачката гарнитура. А замислите во каква состојба беше Албанија пред 10 години. А што сме ние? Значи, на некој начин, поготово последните интервенции во системските закони, на кривичниот законит, тој фамозниот 353 и промените во тој 353, што се случија, мислам дека катастрофално однесување и импакт ќе има во тој дел. Не влијае многу делот на тоа црни листи кого ќе внесе САД. Голема чуда, тие луѓе и не треба да, и нема да патуваат во САД, нема да градат некоја политичка кариера. Во делот на политичка кариера тоа секако влијае. Не, треба ефикасно, ефективно судство, со завршници, со пресуди, се додека не ги гледаме тие луѓе тамо кај што им е место и да им се конфискира се тоа што е земено од граѓаните, нема фајда од корупција. Стана реторика ова сега. Антикорупција, а тоа е многу едноставно, затоа што реков изместени се сите системи на вредности во општеството.